На 29 октомври македонската телевизија во салата 26 април во Гевгелија. Трето коло од Балканската кошаркарска конкуренција, надпревар меѓу екипите на Кожуф и на Балкан. Гевгеличани сакаат трета победа, Балкан прва во оваа конкуренција. Околу 1000 љубители на кошарката присутни во салата 26 април пред мечот меѓу Кожуф и Балкан, во кој гевгеличани истрчаат со овие кошаркари. Во 12 темина на Маријан Србиновски се наоѓаат со број 4 Главчев, 5 Мираковски, 6 Дуфо, 8 Караджовски, 9 Велковски, 10 Филиповиќ, 11 Божовиќ, 12 Штериов, 14 Гоцевски, 15 Пековиќ, 22 Ристов и 33 Мијајловиќ. За екипата на Балкан, чиј тренер е македонецот Александар Тодоров, 4 Седмак, 10 Павел Маринов, 11 Лилов, 12 Кнутсон, 13 Галабов, 21 Ајкмајер, 23 Станимир Маринов, 24 Мартин Маринов, 31 Тончев, 34 Ивков и 42 Далман. Првиот напад за кошаркарите на Балкан, кои што настапуваат во зелени дресови, тие ја освојат топката при почетното потфрлање. Лилов со проигрување за Станислав Маринов, меѓутоа мораше да извади оваа топка назад, па Лилов со непрецизен шут за 3 поени го отвара бугарскиот тим овој надпревар. Иван Лилов, добро познато име за наши кошаркарски прилики, се сеќавате, пред 3-4 сезони ги бранеше боите на кавадаречки фени во една шампионска сезона на тимот од кавадарци, кога го освои и трофејот во Бивол лигата. Непрецизен е првиот обид за кошаркарите на Балкан. Еве го Кожув сега во прва акција. Дуфо, Караджовски, Божовиќ, Пековиќ и Мијајловиќ се на паркетот. Дуфо, па ова е Мијајловиќ. Игра на позиција 1, лична грешка прави Рој Кнутсон, американскиот интернационалец во редовите на Балкан. Еве го тој момент кога Кнутсон фаулираше во блокот. А ова е Божовиќ, најдобриот стрелец на гевгелиската екипа со 18 коша во просек на претходните два меча, на кои Кожув триумфираше против Печ дома и нагости во дуелот со Левски. Еве го Пековиќ и погодува со звукот на сирената. Извонреден скок, шут од тешка позиција. Кожув води со 2-0. Во меѓувреме бугарите загубија топка уште при преносот во полето на нашиот тим, што значи уфрлање одстрана за тимот на Кожув, кој што стартуваше во годинашната Бивол сезона со 2 победи во двата одиграни надпревара. Сосема спротивно, Балкан има 2 пораза на првите 2 меча. Непрецизен шут за 3 поена на Мијајловиќ, офанзивен скок на Божовиќ, пошто останува во напад македонската екипа. Мечот го водат црногорецот Огњен Јокиć и Драган Кралј и Иван Миличевиќ, двајца арбитри од Босна и Херцеговина. Мијајловиќ. Пековиќ добива блок од Дуфо, па сега се извлече странично. Во рекетот додавање за Божовиќ, поени за центарот на екипата на Кожуф и веќе водство од 2:0. 2 минути без постигнат поен екипата од Бугарија, а не успева сега ниту Павел Маринов, меѓутоа со офанзивен скок поентира Ноа Далман. 4:2. Дуфо. Караджовски. Во еден момент сакаше да испрети шут за 3 поени. Во рекетот Божовиќ, нема прекршок, нема ниту поени. Брза транзиција на бугарите. Лилов ќе мора да извади назад за Павел Маринов. Контакт со Караджовски. Нема прекршок, велат судиите. Уште 8 секунди за овој напад на бугарскиот тим. Лилов на влез. И со мала задршка преку Дуфо, Лилов успеа да ги запише своите први поени. Екипата на Балкан изедначува на 4:4. Истекува третата минута од надпреварот. Дуфо, па Караджовски. Сега преку Лилов за тројка, непрецизен Караджовски. Еден избрзан, искорстиран шут.
Станислав Маринов преку целиот терен и со серија од 6:0 екипата на Балкан го презема водството. Минута и пол без постигнат поен тимот на Кожув на почетно водство од 4:0. Два избрзани напада од неизградени шутерски позиции. На таков начин се обидоа да финишираат кошаркарите на Кожув, а сега уште една загубена топка во противничкиот рекет на Караджовски. И по одличниот резултатски почеток, ова е еден кус период кој што минува во целост под знакот на тимот на Балкан. 6:4, 3,5 минути до сега од надпреварата. Напад за бугарскиот состав, ова е Станимир Маринов на плеймейкерската позиција, добро преигрување во рекетот, поени за Лилов. Прв негов кош, 8:4, предност за Балкан, кој полека еве влегува во ритам. Караджовски. Пековиќ, Караджовски, би било добро да погоди за тројка. Не успеа во овој обид и контранапад за бугарите. Лилов се отвора добро. Павел Маринов, првиот шутер на екипата, па додавање за Лилов, овој непрецизен. Една ранен ган кошерка во овој период од надпреварот. Пековиќ на работа ја загуби топката, ја задржа и сега во рекетот нема кош, со фаул за Слободан Божовиќ. Но добро е, по ова лична грешка ќе има две слободни фрлања за центарот на Кожув. Фаулираше повторно Рој Кнутсон и за него ова ќе биде втора лична грешка, затоа е повлечен од игра, му го отстапува местото на Седмак. Тој е словачки интернационалец кај Балкан. Божовиќ го реализира првото слободно фрлање, намалува Кожув на 8:5. За Божовиќ пред постигнат поен до 207 сантиметри, највисокиот поединец во екипата на Кожув. Останува идентичен овој резултат, предност на бугарската екипа од 3 поени. Станислав Маринов на второ обрач не успеа да го скроти Дуфо. Ова се први поени за Маринов, 10:5. Пековиќ се отвора Караджовски, а Пековиќ продолжува Тодоров со зона во овој дуел со Кожув, но еве одлична циркулација на топка и Божовиќ петти поен, седми за Кожув, 10:7, одлична асистенција на Мијајловиќ кој ја проби одбраната на противникот. Па сега Седмак против Божовиќ. Добар во прв момент Божовиќ, испилотира Седмак и ова треба да биде аут за Кожув, така е. Се виде дека во оваа битка во рекетот на Гевгеличани, токму центарот на Балкан беше последен што играше со топката, под кој се наоѓаше и Ноа Далман, го познаваме од настапите во дресот на Мазата Скопје. Мијајловиќ, исто така поранешен играч на МЗТ од шампионската сезона 2012 и од почетокот на минатата која што стартуваше во Библ. Ова се првите поени за Остин Дуфо и намалено е водството на противникот на 10:9, а возвраќаат бугарите со загубена топка, едно некоректно додавање од Далман. Појде Станимир Маринов, меѓутоа практично во аут, во публика фрли американецот. Кожув има напад за повторно да го преземе водството. 6 минути на надпреварот во Гевгелија. Дуфо, шут за 3 и првата тројка на мечот за 23 годишниот американец. 5 поена за Дуфо. Води гевгелискиот тим со 12:10. Добра серија од 6:0. Павел Маринов. Па сега Лилов со топката има лична грешка. Број 11, Божовиќ. Прва за него, прва воопшто за екипата на Кожув, еве во 7-та минута од надпреварот. Седмак против Божовиќ. Не е опасен Седмак од оваа позиција. Павел Маринов.
мораше да вади надвор, па Седмак. Божовиќ затвори одлично, ова е тешка позиција за Седмак, но немаше алтернатива, мораше да шутира, истекуваше нападот и без оглед на офанзивниот скок на Далман. Нема поени за Балкан на спротивниот агол. Павел Маринов направи лична грешка за да ја запре контрата на екипата на Кожув. Добра беше таа акција, тоа префрлување на противничката половина и немаше друга алтернатива бугарскиот состав. Мијајловиќ, Дуфо, Караджовски на блок Божовиќ, еве го Дуфо за тројка, непрецизен. Во рекетот прекршок од Ноа Далман. Тоа значи дека веќе Балкан ја прави четвртата лична грешка и од сега натаму Кожув може да се најде на линијата за слободни фрлања. Караджовски од место за тројка погодува. Втора тројка за екипата на Гевгелија, прва за Караджовски. 15-10, се уште трае серијата на домашниот, на македонскиот состав. Водеше Балкан со 10-5, сега на семафорот стои 15-10 за Кожув. Тоа е серија од 10-0. Две тројки, уште два напада завршени со прецизен шут за 2 поена. Сето тоа за неполни 2 минути. Целосно се промени резултатот. Напад за бугарскиот тим. Станимир Маринов. Па потоа Павел Маринов, сега тој бие за тројка и го постигнува првиот погодок за својот тим. Од зад линијата 6-75. 15-15, ова е второ изравнување на резултатот по 4-4. 15-13, простете. Пековиќ. Одлично додавање Божовиќ, меѓутоа Седмак со рампа и сега контра пресекува таму за момент Пековиќ, но продолжува акцијата Седмак, па се бори Дуфо и аут за екипата на Кожув. Аплаузи за едните и за другите за начинот на кој што ја играат ова прва четвртина со многу битка. Подобрачите без загубена топка практично. Овој пат Седмак не успеа да ја задржи топката во рацете. Пековиќ против Павел Маринов. Караджовски солираше, се виде дека ќе биде прекус овој удар на Димитар Караджовски. Сега во контранапад Балкан, меѓутоа грешат бугарите уште еднаш. Не стигнува баскетот до Далман и ја запира ова бркотница по теренот Слободан Божовиќ. Уште една освоена топка. Завршни 2 минути од првата четвртина. Дуфо, тешка позиција. Еве простор за тројка за Гевгелија Мијајловиќ. Трета тројка. Добро е што сите играчи кај Кожув се во шутерски ритам. Тоа е видливо. 18-13 плюс 5 повторно за Кожув. Брза кошарка, динамична, со прецизни шутеви од дистанца, со доста технички грешки, загубени топки. Меѓутоа, ова е баскет кој наидува на одобрување, на симпатии меѓу навивачите. Двојна замена прави Србиновски, ги повлече Божовиќ и Пековиќ од игра. Продолжува нападот на екипата на Балкан. Соло акција на Павел Маринов, за него 5 поена и 18-15. Филиповиќ и Штериов инаку добија шанса на местото на Пековиќ и на Божовиќ. Почнува последната минута од оваа прва четвртина. Филиповиќ. Па потоа Мијајловиќ за тројка, непрецизно за разлика од претходно. Мартин Маринов и задржан со прекршок од Мијајловиќ. Беше соиграч со Далман во редовите на МЗТ Скопје, кога првата шампионска титула на и сегашниот првак на Македонија
ја освои токму сегашниот тренер на Балкан Александар Тодоров. Далман го избегна дуелот со Штериов, извади надвор за Седмак и го добива овој дуел Словакот. Во дуелот практично во овој влез покрај Штериов. Први поени за Седмак, 18-17. И има време и Балкан да ја заврши оваа четвртина со напад. Но претходно Мијајловиќ поаѓа на влез од табла, поени за Штериов. 20-17. Многу известно, тимот на Кожув ќе замине на првиот краток одмор со позитива. Се разбира доколку не прими тројка во преостанатите 14 секунди од оваа уводна делница на средбата. Уште некоја секунда од оваа прва четвртина. Маринов на влез, тука е Седмак и ова е најлошата варијанта. Погодок за Седмак и прекршок на Дуфо. Ако веќе фаулираше, требаше. Во тој случај мораше да биде малку посилно за да нема токму ваква последица. Четврти кош за Ветор Седмак. И дополнително слободно фрлање. Еве го и петтиот поен, 20-20, уште 2 секунди. Филиповиќ од преку целиот терен. Може би најреално завршува прва четвртина со многу шутеви, со кратки напади на едната и на другата страна, со вистинска трча и шутира кошарка, како што велат. Според американскиот или англискиот термин, се едно. 20-20 по првата четвртина на дуелот меѓу Кожув и Балкан во салата 26 април во Гевгелија. Не е исполнета до последно место, има околу 1000 гледачи, иако очекувавме реално повеќе, затоа што Кожув игра одлично во Бибал во оваа сезона, 2 настапа, 2 победи, едната исклучително вредна на гости кај Левски, додека пак Балкан загуби 2 пати од Теодо на негов терен и од Приштина исто така на гости. Впрочем, тимот на Александар Тодоров ги игра сите надпревари во оваа фаза од сезоната надвор од Ботевград. Така е, очекува клубот да добие набрзо нова спортска сала во својот град, бидејќи она во која што ги игра надпреварите од домашното првенство во бугарскиот шампионат не ги задоволува пропозициите на Библ. И затоа распоредот е таков што во првата фаза од годинашниот лигашки систем Балкан ќе гостува на сите надпревари, што во секој случај е напорно. Стартуваше изминатиот викенд и бугарскиот шампионат. Екипата на Александар Тодоров загуби од Левски на домашен паркет на отворањето на новата сезона. Малку од статистиката: 8 од 17, 47% шутот на Кожув, 50, 9 од 18 на Балкан. За тројка 3 од 9 има гевгелискиот состав, 1 од 3 противникот. Издрмнување во овој податок, 5 од 8 за 2 коша на Кожув, 63%, 53 за екипата на Балкан. Почнува вториот период со напад на составот на Кожув. Еве го Караджовски, па Димитар Мираковски за прв пат е во игра на мечот. Дуфо за тројка, не успева да погоди, тука е Штериов, овој ќе биде аут за Балкан. Значи Караджовски, Мираковски, Дуфо, Штериов и Филиповиќ во петорката на тренерот Маријан Србиновски во овие моменти на паркет. Во првата четвртина Кожув убедливо надскокан. 10 скокови остварија играчите на Балкан, само 4 избраниците на Маријан Србиновски, еден од статистичките показатели во полза на бугарскиот тим, кој со седмиот погодок на Словакот Седмак еве победува со 22-20, реализирајќи го првиот напад во втората четвртина. Стигнува поддршката од трибините. Дуфо, па Караджовски. Прилично решително поиде Дуфо, ја остава оваа топка за Филиповиќ. Караджовски, но топката во рацете на колегата Тони Стојановски. Да, тука е нашето коментаторско место до теренот, за да можеме да ги почувствуваме најдиректно случувањата на паркетот. Ги има за сега многу, содржаен надпревар.
Бугарите водат со 2 коша. Мартин Маринов. Па Лилов, тој играше во Пени своевремено, во Кавадарци. Ова е Павел Маринов чекори. За сега 5 коша за Павел Маринов. Е над својот просек, 14,5 на меч, со оглед дека ова е почеток на вториот период. Меѓутоа, добро е што има многу грешки за сега во играта и не е најопасен кон кошот на Кожук. Играше со нога Далман. Добра беше идејата на Дуфо да го пронајде високиот Александар Штерио, 206 см, 27 години, за центарот на екипата на Кожук. Гледате, не стигна баскетот до него. 14 секунди за напад на Кожук. Филиповиќ. Караджовски. Мираковски во аголот на теренот. Еве го Филиповиќ. Доаѓа топката до Мираковски, беше оставен сам, не успеа да погоди тројка. Се враќа на теренот по долга практично пауза. Имаше скршеница на ногата. Малерозен беше Димитар Мираковски, меѓутоа според зборовите на Срабиновски го очекува неговиот врв во играта некаде по нова година. Мираковски полека се враќа во својата форма. Еве тројка од голема далечина на Иван Лилов. Негов 7ми кош. Втора тројка, втор прецизен удар зад 6,75 на екипата на Кожук и 25-20 сега плюс 5 за Кожук, кој се враќа на највисоката дистанца од 5 коша по оние 10-5. Тогаш Кожук возврати со серија од 10-0. Сега пак еве речиси 2,5 минути без постигнат погодок во вториот период. Ја прекинува лоша низа шутеви на освањето на ова фаза од средбата Караджовски со својот 5ти кош. Намалува на 25-22. Далман. Седмак. Иако не почна во она стартна постава, Словакот засега извонредно се снаоѓа како замена за првиот центар на Балкан, Рој Кнутсон. Караджовски фаулираше. Неколку замени, во меѓувреме ќе треба да биде извршен и паркетот. Мал одмор за 10 мина играчи кои што се на игралиштето. Брза, динамична кошарка, еден надпревар на ниво на Бибол. Гоцевски и Божовиќ на паркетот, на местото на Мијајловиќ и на Штерио. Ротира на центарските позиции Србиновски, затоа што Седмак имам впечаток дека доминира и со неколку офанзивни скока и со 7 коша, иако не е стартен центар на екипата на Балкан. Сега неуспешен е Кнутсен, американскиот интернационалец, и Караджовски оди напред. Гоцевски на блок, па Филиповиќ бара Божовиќ топка во аголот на теренот, повторно и Мираковски влез на Филиповиќ, изблокиран. Чисто, но ќе остане во напад составот на Кожук. Ева таа пенетрација на Филиповиќ и добриот блок на Иван Лилов. Караджовски. Божовиќ, одлично. Се загради, порок со лева, Слободан Божовиќ. 7ми поен. 25-22 за Балкан. Мартин Маринов, па Станислав Маринов. Лилов, уште една Станислав Маринов и е простор за тројка на Мартин Маринов. Ова е прв поен за него. Трета тројка за Балкан. 3 има и составот на Кожук. Одлично се движеше топката и го искористи тоа Мартин Маринов. Плюс 4, 6 минути до истекот на првото полувреме. Мираковски, Филиповиќ. Да видиме, лична грешка во рекетот. Мислам дека ја направи Кнутсен со број 12, така е. Ова е прв фаул за Балкан во оваа фаза од дуелот. Без топка
во битка за позиција со Божовиќ. Одлично одавање и поен на Гоцевски. Очигледно извежбана акција, добра на тренизите. Златко Гоцевски, искусниот репрезентативец на нашата држава повремен, го завршува овој напад. И го Седмак тука тешко се запира, не смееше Филиповиќ да фаулира. Ова не е класична ситуација висок-низок, иако Филиповиќ игра на позиција 3 најчесто, а Седмак е центар, има 10 сантиметри повеќе од својот противник, точно. Филиповиќ не смееше да фаулира, се виде дека веќе е чекор зад Седмак и дека тука нема простор ни за фаул со кој евентуално би бил запрен Седмак во намерата да поентира, но кошот важи, се разбира, 30-26 е резултатот, дополнителното фрлање Седмак не успева да го искористи. 9 поени за сега за него. Прилично го налути Филиповиќ својот тренер Србиновски. Луто реагираше по на, би рекол, прилично безсмислена лична грешка што направи при кошот на Седмак. 4 разлика, водството на тимот на Балкан, сега фаул на некако споменуваното име во редовите на противничкиот тим, токму на центарот Петер Седмак. Средишница од вториот период. Гоцевски ја врачи топката на Мираковски, блок од Божовиќ и натаму Мираковски, карактеристичен пробив за него, убава завршница за Мираковски. Први поени 30-28. Лилов за Седмак, дотнеше Гоцевски, доволно време за асистенција за Далман. Погодува американецот, откако веќе немаше чувар против себе и при водство на Балканот 32-28. Тайм-аут побара тренерот на македонскиот представник во Библ, Маријан Србиновски. Таму е и нашиот микрофон, ќе го чуеме амбиентот од тайм-аутот. Значи, ако игра 3, играте цело време, правиме предност на четворка. Али брзи движења. Значи, гледате го ова движење. Божо, ти радиш блок за Мите овде у срцу рекет. Овде двојката нека први пас. Или директно на Божо или на Мите, во Мите на Божо му. Играат на испред лука. Баче, од тука иди на пола, се сокал на човек, само пас, кај лоу гейм јеби го. И пребаце го невамо топено. Играте, ево, во одбрана играме зона. Ова човек, кец, али по-агресивно малко. И по-агресивно малко. Моја кол, Како вие? Токму на средина од вториот период беше овој тайм-аут на Србиновски. 32-28 е предноста која што има екипата на Балкан. Бугарите некако без поголем проблем во континуитет ја одржуваат оваа позиција во втората фаза од надпреварот и покрај тоа што таа во ниеден момент не беше поголема од 5 поени. Гоцевски сега за тројка, непрецизно паѓа топката во рацете на Пековиќ. И нов напад за тимот на Козив. Мираковски излегува Гоцевски. Пековиќ драстично го рашипа шутот за тројка. Играчите на Кожув во втората четвртина се уште без погодок од далечина, а една воиграна акција на бугарите која што кулминира со нова тројка на Лилов и прв играч со 10 поени во редовите на Балкан. 35-28, ова е највисока разлика што ја прави која и да е од екипите. Гоцевски. Пековиќ. Па Божовиќ против Седмак, еве го Гоцевски за тројка, погодува Златко Гоцевски. Пети поен за релативно кратко време колку што е на паркетот и тоа во вистински момент тројка за Гоцевски. Плюс 4 за Балкан. Маринов, па Седмак далеко е од рекетот, но одеше на него Божовиќ силно за да направи притисок, евентуално да изнуди грешка. Еве го Лилов, одличен играч. 12 поен за Иван Лилов, 37-31. Задоцни Филиповиќ не успеа, потоа Гоцевски да изблокира. Сега Божовиќ во рекетот
не доби топка. Нема контра за Балкан, меѓутоа позициона акција. Мартин Маринов не успеа да реализира. Продолжува нападот на Балкан. Мијаловиќ се враќа на местото на Филиповиќ во редовите на Кожув. Во оваа мала пауза Далман го напушти тимот на Балкан, кој игра Мартин Маринов. Сега Лилов против Гоцевски. Ќе бара друго решение. Разбирливо е, инсистира Балкан на долги напади, кои што ќе се завршуваат на истекот на дозволеното време. Истолира сега Лилов, а потоа Мартин Маринов прави фаул над Мијајловиќ. 2 минути и 41 секунда до крајот на вториот период. Се буди публиката, чувствува дека потребна е поддршка во оваа фаза за евентуално да биде надополнета предноста на противникот во овој преостаната дел од средбата. Пековиќ, Мијајловиќ, Божовиќ, Гоцевски и Мираковски се на паркетот за Гевгелија. Мираковски, блок на Божовиќ, влез на Мираковски, додава, Божовиќ ја прибра топката и одлично со лева табла сочека да избегне блокада од противникот. 37-33. Павел Маринов. Додавање во рекетот, Седмак уште еднаш. За сега немаме решение за него. 11 коша за Седмак, Лилов 12. 5 за Павел Маринов. Тројцата најефикасни во редовите на Балкан. Пековиќ па Мијајловиќ, одлично сега за Божовиќ, овде може да има фаул и кош. Не успеа да погоди Божовиќ. Но ќе има две слободни фрлања за центарот на гевгелискиот состав. 34 годишен, 207 см, 9 поени во досегашниот тек од надпреварот за Божовиќ. 18 кош е неговиот просек на меч, тој е прв стрелец на Кожув, а има и 7,5 скока. Најдобар се разбира и во тој статистички податок. 80% е шутот за 2 поена, што кажува дека не троши многу топки. Еве го прецизен и од линијата за слободни фрлања. 10 поен за Божовиќ. Од оваа позиција до сега во надпреварите од Балканската лига погодува 3 од 4, значи има точно 75%, 12 од 16. Еднаш прецизен, во напад веднаш Павел Маринов. Лесно некако доаѓаат бугарите до нашиот кош во овие моменти и затоа се одржува оваа разлика од 7 поена, највисока за Балкан. Пековиќ, Мијајловиќ и сега вратена топка во задно поле. Еве шанса Балкан да оди на уште поголема позитива на 1 минута и 24 секунди до крајот на првото полувреме. Над 40 постигнати примени поени уште пред паузата на полувремето. Се повидлива криза и безидејности во нападите, во организацијата на играта. Има Кожув и тоа сигурно загрижува. Ќе бара сигурно решение, алтернативи во паузата меѓу третата и четвртата четвртина тренерот Црвиновски. Ги има тимот на Балкан највисоките 7, а еве поваа тројка на незапирливиот Седмак и рекордните за сега 10 поена позитива. 44 спрема 34 на минута и 10 до крајот на вториот период. Нов тајм-аут за Србиновски, да чуеме повторно. Два фаула ми прават контра. Шо ја, кој курат вие? Кај сте бе, Адо, кај се наоѓате? Ништо не играте, Адо. Ништо не играте. Што гледате? Што ги гледате? Они се растрчани, вие ги гледате цело време. Два фаула имате за 9 минути. Имате право фаул да направите, примате кошеви лестини. Срамота бе. Срамота.
Igra C, 3 pak. 3 igra. Ivore, peticu. Znači dođe ovde, Mićo, Karadža, i play, fight. You come here. Pesuju. Mićo pretrčiš, Karadža, pas ovde. Božo, samo smeni stranu, radi blok i otvori ovde, široko je. Da primiš loptu. I posle to traži, kako skupe traži pas. Ajde, je kuna, Се лути Србиновски со право, затоа што имаат уште 2 фаула до бонус во оваа четвртина кошаркарите на Кожув. Имаше неколку лесни поени, како резултат на сето тоа оваа висока разлика од 44-34 за екипата на Балкан. Да видиме што може да се спаси во завршницата од ова прво полувреме. И натаму што зона упорен е Александар Тодоров во дефанзива на овој меч. Еве го Божовиć. Профункционира акцијата која што ја нацрта Србиновски, ако сугерираше и Божовиć да одигра додавање, ако евентуално не може да има вака лесна завршница. Сега одземена топка Божовиć и лична грешка прави Мартин Маринов. Се жали на повреда Слободан Божовиć, најефикасниот играч во редовите на Кожув. Не забележав дали е во бонус веќе противничкиот состав. Еве го тој контакт со рамото во лицето на Божовиć. Ке мора да биде повлечен од игра. Слободан Божовиć 12 поени до сега. За него тој аспект извонредно прво полувреме. Се консултираа судиите. Ова е петта лична за Балкан во вториот период и едниот покажа прва топка одстрана, па по сигнализација од записничката маса ќе мора да се префрлат под противничкиот кош и сега Божовиć е надвор, па слободните ќе ги изведе Димитар Мираковски. Без оглед што нема најголема минутажа, како што е тоа вообичаено за Димитар Мираковски во оние периоди од кариерата кога е најподготвен, сепак е најсигурната опција од линијата за слободни бројни. Трет негов поен на овој надпревар. Без промашување да сега сезонава од линијата за слободни во надпреварите во Библ. Сигурен и во второто. 44-38. Нов тайм-аут сега за Александар Тодоров. Осман, веднага, Мартинес тука, веднага, пас и хендов, ама да не губиме време. Да не губимо време, пошто имamo 36, ако могуче да завршимо брзо, окей. Павел, Лер, пас на Павел, хендов, Толилов, ако имаш пробив, окей, ако не, Стенмак, one more screen, go, Стенмак roll all the time. Прво пап, друга. Да. Значи, али мораш на ролу. Не остай на попу, пошто со 4 бека. Окей, ало, 30 секунди. Whatever happens, try to make a stop. Because one good stop, they made 6-0 run on nothing, on doing nothing. Let's go. Му е криво на Тодоров ако допушти неговиот тим серија од 6-0 да направи Кожув и тоа практично од ништо и згора на се во ситуација кога Балкан стекна највисоки 10 разлика, целта е да се спречи такво нешто во завршницата. Значи покажа Тодоров дека има 4 ниски кошаркари Балкан и затоа мора да оди секогаш на рол, односно на блок, па потоа во завршница под кошот Седмак. Еве го Павел Маринов, еве го тој хендов за Лилов и Маринов сега фаулиран од Караджовски. Добар фаул на Караджовски, не успеа да мине Маринов. Има уште 23 секунди до крајот на првото полувреме. Ова е трет фаул тимски за Кожув во оваа четвртина, што значи
дека ќе има топка отстрана. Уште еднаш тајмаут. И пак Тодоров ги повика своите кошаркари на истекот на полувремето, што дополнително ќе ги посоветува. If nothing happens, I want Stanimir here, Sedmak here, Pavel, Lilov, and Martin. Lilov, screen, Stanimir with the ball, pick and roll, Sedmak roll, Lilov izlazi od Pavel, Pavel vednaga va gola. If they decide to foul, side ball for us, fist, I will put Noah on the court, okay? Yes, pa. Da, i počvajte. Предпостави Тодоров дека ќе има прекршок од кошаркарите на Кожув и нормално е да има фаул, велам има можност Србиновски на таков начин да се обиде да го потроши нападот на екипата на Балкан или да одземе некоја секунда. Има 23 до крајот на првиот дел, 14 за напад на Балкан. Станислав Маринов, пред него Мијајловиќ, еве го блокот од Седмак и сега Павел Маринов, односно Лилов, погодува тројка. Најдобрата опција за Балкан, 15-ти кош, има уште 7 секунди, нема потреба од брзање. Да видиме Пековиќ на влез, сам до крај, не успева да реализира и нема да важи тројката на Караджовски, ја даде, меѓутоа 48-37 е резултатот по првото полувреме, предност на екипата на Балкан, но дури 11 коша на крајот на првото полувреме и највисока разлика на овој меч. Разликата ја направија во вториот период, во кој што Балкан постигна 27, Кожув 18 поени, премногу се овие 47 коша кои што ги прими Кожув во овие ловедни 20 минути од надпреварот. Очигледно безвистинско решение за најопасното дуо во противничкиот тим Иван Лилов и Петер Седмак. Лилов уфрли 17 коша, од нив 3 тројки, Седмак постигна 14 поени. Повеќе символична беше поентерскиот придонес на преостанатите поединци во редовите на Балкан, кај Кожув 12 коша на Божовиќ, а по 5 на Караджовски, на Гоцевски и на Мијајловиќ. Значи мала корекција, не 11, туку е 9 разлика, не 48-37, туку 47-38 води екипата на Балкан со тројката на Има Лилов на 10 на секунди до крајот на првиот дел. Се надеваме дека во второто полувреме Кожув ќе може да оствари третата победа во балканската конкуренција. Правиме мала пауза, па се враќаме во салата 26 април во Гевгелија. Се подсетуваме на најатрактивните, најзанимливите моменти од првото полувреме. Од надпреварот меѓу Кожув и Балкан од третото коло во кошаркарската Библ Лига во спортската сала 26 април во Гевгелија. По 20 минути игра водство на бугарски Балкан од Ботевград со 47-38 против македонскиот представник Кожув во дуелот помеѓу екипите кои што по првите две кола има 100% ефект. Гевгеличани победи, а Балкан 2 пораза во двата дуела. Но, барем за сега, некако кошаркарите на Балкан се во пол позиција, што се вели, на патот кон победата во овој надпревар. Некако нетипично Кожув кризира, и тоа само една недела откако во второто коло триумфираше на гости во Софија против екипата на Левски, еден од најреномираните бугарски кошаркарски колективи, и тоа убедливо со 84-71 во меч во кој имаше извонреден шут, нешто што не може да се каже за
избраниците на Маријан Србиновски во првите 20 минути од надпреварот за сега. Екипата на Балкан во шампионатот на Бугарија загуби од Левски во Софија и тоа токму минатиот викенд, значи пред да допатува во Македонија за овој дуел против Кожув, кој пак има максимален ефект во балкански рамки. И од тука очекувавме дека македонскиот состав треба да биде на едно повисоко ниво, но очигледно Александар Тодоров е фактор во Балкан и добро го познава Кожув, добро го познава и Србиновски. Па еве, можеби сето тоа е видливо и на овој надпревар, барем во овие 20 минути. Не е ништо загубено, далеко од тоа. Овие 9 коша разлика се достижни. Веруваме дека Кожув во оваа фаза од надпреварот ќе може да дојде во позиција трет пат да слави во балканската конкуренција. Прв пат во оваа сезона во Библ ќе се игра лигашки, значи секој со секого, 18 кола практично, потоа најдобрите 6 ќе проложат во елиминациите. Првите два состава се во завршниот турнир на Final Four, значи третиот ќе разигрува со шестиот, четвртиот со петиот во четвртфиналето и во една таква конкуренција ние очекуваме дека и Кожув и Куманово ќе го минат овој прв дел од сезоната. Такви се амбициите на македонските два представника од сезонава во Библ, а што се однесува до денешниот надпревар, Балкан има двајца супер расположени поединци за кои Кожув за сега нема решение. Не само поради тоа што заедно постигнаа вкупно 31 кош. Иван Лилов 17 и Петер Седмак 14, туку поради одличниот шут и извонредниот процент на реализација и на обајцата. Лилов бие 4 од 6 за 2 поена и 3 од 5 за тројка. Седмак уфрли 5 од 8 шута за 2. Имаше еден успешен шут за 3 поена. Севкупно процентот на успешност на шутот на Балкан е 61%, зборувам за ударот од поле, наспроти 48% реализација на екипата на Кожув. Ќе се променат ли нештата во второто полувреме, кое што започнува со напад на екипата на Балкан. Кој предводи организаторот на играта Станимир Маринов, па потоа Лилов. Седмак се извлече на шут за тројка, промашување, но ја прифати топката Павел Маринов. Обид да мине крај Караджовски, затвори Караджовски и натаму Павел Маринов, па Лилов и неверојатната серија на поранешниот кошаркар на Фени продолжува и натаму. Лилов е убиствен вечерва за екипата на Кожув. 12 разлика и еве публиката во вистинско време им дава поддршка на кошаркарите на Кожув. Мијајловиќ, Филиповиќ, Дуфо, Караджовски и Божовиќ се на паркетот. Караджовски не успева да ја врати тројката, тука е Божовиќ, лична во напад. Велат судиите над Седмак, прекршок прави Божовиќ, за него овој ќе биде втора лична грешка, прва за екипата на Кожув во второто полувреме. Павел Маринов, Лилов, Станислав Маринов, тука е Далман и Седмак. Тоа е петорката на Александар Тодоров. Станислав Маринов на влез, додавање Далман. Доцниме повторно во одбраната. За Далманова е шести кош, предноста расте. Плюс 14 за екипата на Балкан. Мијајловиќ. Па да видиме Караджовски, 3 секунди од Божовиќ. Расте бројот на технички грешки на кошаркарите на Кожув. И сето тоа значително им ја олеснува работата на кошаркарите на Балкан. Еве го Павел Маринов, се охрабри за тројка. Погодува Павел Маринов, премногу статика во дефанзива во овие моменти кај Кожув. Седма тројка за Балкан, 55-38, 17 коша позитива. Мијајловиќ за тројка, не успева да врати, тука е Дуфо, реализира
знаци на живот, веќе пречици до последното место исполнето салата 26 април. Станислав Маринов пенетрира во рекетот, има лична грешка од Божовиќ. Мислам дека тој фаулираше, така е. Еве го фаулот, беше видлив и во прв момент по рацете на противникот. Ќе има две слободни фрлања за плеймейкерот на бугарскиот состав. 4 коша, досега новој надпревар во првото полувреме за Маринов. Не успева да реализира во првиот обид од оваа позиција. Бие со 75% реализација во балканската конкуренција. Сега половично прецизен Станимир Маринов. 5 поен плюс 16. 2,5 минути игра во третиот период. По на серија 8-0 на Балкан. Еве сега скор напад што Кожув реализира едно по друго и тоа со тројка на Буфо, за него 10 поени, 56-43. По-нормално делува овој минус од 13 поени. Конечно и Лилов да погреши, Божовиќ и да прифати. Веднаш контра, Мијајловиќ, Дуфо, чувствува дека му оди шутот. Втора тројка поред за Остин Дуфо. Може ли да биде ова инjekција за спас на кошаркарите на Кожув, за извлекување од една исклучително незавидна позиција? Бугарите влегуваат во серија грешки и Кожув може да продолжи да го полни нивниот кош. 56-46. Две тројки едно по друго на Дуфо. Претходно и самиот реализираше за 2-7 поена за него ги даде. Сите 9 поена за него ги даде во овој втор дел од мечот. Мијајловиќ и тој погодува кога му тргнува конечно на тимот на Кожув. 7 поени, 56-48. И сега бучно е на трибините, чувствува публиката дека Кожув има сила, има моќ, има квалитет да го притисне противникот, но ладнокрвно Павел Маринов со еден страничен влез и со лесна реализација на второ обрач. Мијајловиќ, Кожув не смее да застане. Караджовски, сега додавање на Божовиќ против Далман, повисок е Караджовски за тројка. Нема кош, тука е Божовиќ, не успева да дојде до офанзивен скок. Ја прибра топката Далман, Станимир Маринов, добро поставен Дуфо во прв момент, сега Лилов за тројка, нема кош. Ја собира топката Караджовски. Има ли простор за контра? Не, се вратија брзо бугарите. Мијајловиќ, затоа Филиповиќ за тројка! Погодува Филиповиќ. Еве го Кожув во налет. 58-51. Само 7 разлика по оваа тројка за Владимир Филиповиќ. Први поени за него на овој надпревар. Станимир Маринов, Мијајловиќ прави лична грешка од задгреб, се обиде да ја одземе оваа топка, да ја одбие од противникот. И не само што по оние плюс 17 за Балкан, намалена е разликата, намалена и во споредба со онаа што Балкан имаше по првото полувреме. Сега фаул од Караджовски на Далман, велат судиите. Повеќе беше театрално ова движење на Ноа Далман, отколку што беше жесток тој прекршок. Гледате. Но веќе четврта лична грешка на Кожув во оваа фаза од мечот, ниту една за Балкан на мина 4,5 минути. И тоа може да биде проблем. Павел Маринов не погодува. Топката е, да видиме, за кошаркарите на Кожув. Борбен Филиповиќ. Претходно постигна тројка, сега побрз од Лилов. И се крела публиката. Се вжештува амбиентот, расте температурата. А еве зошто? Има и борбеност кај Кожув. Тимот е во налет, разликата веќе не е така страшна. Дуфо, Мијајловиќ, па Филиповиќ на влез.
Еве го Дуфо, уште 5 секунди за ова акција. Филиповиќ за тројка, нема кош, тука е Божовиќ, топка за Балкан. Претходно една 50-50 топка беше досудена за Кожув, сега мислам дека го изедначуваат критериумот судиите. Лилов прави блок, Седмак, фаул напад. Прекршокот е над Филиповиќ. Словакот мирен, не протестира. Во вистинско време грешка и од него. Еве го тоа подместување на Седмак со рамо. Време е Кожув да реализира по 2 пропуштени напада. Караджовски па Божовиќ. Центарски со Седмак, Божовиќ, лев корак поверува, ова е негова позиција. И тука нема одбрана, 14-ти кош. Александар Тодоров бара тајмаут во позиција кога екипата на Балкан има предност од 58-52 стои на семафорот, а мислам дека треба да биде 58-53 плюс 5, 4,5 до крајот. And they're on a 10-0 run. It's not 10-0, it's 12-2. We start panicking. Calm down. All they can do will be 3-point shoot. Don't let them shoot 3 points, and let's see what they're gonna do. In offense, Stanimir, 1 down, pass, cut, shuffle, Noah, screen, Седмак, handoff, immediately in pick and roll. No, ne idi Станимир ovde, pa sve saptorac. Handoff and re-screen immediately. Hey, we have 0 fouls. We are not making fouls. We have 4 fouls to give. And 1 penny. Не се зиро фаул, направи Седмак фаул во напад сега пред малку, кога се подмести со рамо во брадата на Филиповиќ. 15-3 е најточно математички серијата што ја прави Кожув. Што се не се случуваше во овие 5,5 минути од третата четвртина. Прво Балкан се оддалечи на највисоки 17 разлика, а сега анулираше 12 од нив екипата на Кожув со серија од 15-3 и овој натпревар е вратен во неизвестност. Имали сте многу да се игра. Заглави Павел Маринов, а потоа Лилов и прекината играта 3 секунди Далман во рекетот на Кожув. Во налет е македонскиот представник. Еуфорија на трибините како Кожув да е во ситуација во сам финиш да има водство за победа против супер реномиран противник. Но многу набој донесе овој натпревар. Божовиќ, уште вториот контакт со центарот на Кожув е досуден како нова лична грешка од Петер Седмак. Пред прекршок за највисокиот, најкорпулентниот играч во редовите на Балкан, кој ќе го напушти теренот и ќе му остави место на стартниот центар на бугарскиот тим Рој Кнутсон, кој токму поради 3 лични грешки уште предходно се наоѓаше на клупата, но факт е дека Словакот имаше извонредно инспиративно издание, барем за сега. Караджовски на влез, не се реши да бие, туку да асистира и погреши со акција која што Павел Маринов ќе заврши со забивање. Една необјаснива грешка, подарок топка од Караджовски и покрај тоа што позицијата за шут, за завршница беше релативно поволна од непосредна близина, од самиот влез на рекетот, се реши да биде несемичен и тоа Кожув го плати со поени на Павел Маринов, за него купно 12. Да видиме што сега од овој напад. Поаѓа Мијајловиќ во рацете на Божовиќ, важи кошот, фаулиран од Кнутсон или од Далман, се едно и за дополнително слободно фрлање. Личната е на Ноа Далман, се приближува Кожув на 60-55 и дополнително на линијата застанува Слободан Божовиќ. До 14 постигнати поени, прв стрелец за сега на Кожув. Дуфо има 13. Божовиќ го доведува Кожув на негатива од само 4 поени. 60-56.
Нешто повеќе од 3 минути до крајот на ова трета четвртина. Не успеа да пресече топка Божовиќ. И сега Маринов, Станимир Маринов, па Далман погодува со фаул од Дуфо. 8 поен на Далман. На моменти е незабележителен, меѓутоа исклучително значаен играч во ротацијата за Александар Тодоров. И токму од што е незабележителен, во први дел фати 5 топки. 3 офанзивни скока, 2 по својот кош во првото полувреме имаше Ноа Далман. 9 е неговиот просек на претходните два надпревара и тој е прв скокач. 56-63 плюс 7. Нема причина Кожув да ја губи само до вербата. Напротив, анулирани се 2 поена од предноста на противникот на полувреме. Да не зборувам колку од оној момент кога Балкан имаше плюс 17. Божовиќ, но сега Далман краде. Па топката доаѓа до Лилов и напред оди Станимир Маринов. Павел Маринов. На влез, прекршок во напад. Во овој случај добро беше поставен Димитар Караджовски. Еве го тој туе логично движење на Караджовски. Класичен прекршок во напад. Добро е што бугарите не влегуваат во серија, кога е мала криза кај Кожув, кога е во прашање нападот. Маринов веднаш бараше техничка од Караджовски за симулирање во оној контакт, но добија од тоа само опомена од црногорскиот судија Јокич дека не му биде досудена техничка грешка поради приговор кај судиите. 2,5 минути до крајот на третиот период, 7 разлика, водство на екипата на Балкан. Караджовски пушта за Божовиќ во дуел со Далман, има предност во височина, но ќе извади надвор за Филиповиќ, потоа ми Дуфо се поколеба, минува времето, тргнува Филиповиќ на влез, има ли положување со лева, кош на Филиповиќ. 63-58, точно 120 секунди остануваат уште од третата четвртина. Лилов погоди само една тројка за сега во своевидна криза, а веќе трет пат на ваков начин Балкан пробива, а Маринов го запишува седмиот поен, 65-58. 100 секунди до крајот на третиот период. Исклучително возбудлив. Филиповиќ му оди, чувствува. Караджовски сега на влез, еве го Филиповиќ. Има уште 6 секунди. Дуфо за тројка, не погодува, топката оди во аут за екипата на Балкан. И сега треба максимална концентрација во овие 1 минута и 21 секунда за евентуално да не отиде противникот на висока позитива. Што се разбира, тешко ќе се брка во завршниот период, кој по сите параметри треба да биде решавачки во буквална смисла. Лилов за тројка, скок на бугарите, но газеше сепак на линијата Кнутсон. Топка за Кожув. Време е за кош, за добра акција. Мираковски е на паркетот. Блок на Божовиќ, Мираковски. Дуфо, Филиповиќ со топката. Уште 9 секунди. Има доволно време. Филиповиќ додавање за Божовиќ. Дуфо спасува само за момент и сега Божовиќ прави лична грешка. Четврта за него, тоа е проблем, затоа што тешко игра екипата на Кожув без него, а ќе мора да внимава долго во овој надпревар Слободан Божовиќ. Од друга страна пак и Ноа Далман ќе застане на линијата за слободни фрлања, но претходно тајм-аут за Маријан Србиновски. Широко е све, дајте му на Божо овде, стоја на Кромиќе. Со нивниот бек е таму. When they play zone, 3, match up.
Pass in the corner. This guy, our number 5, is with small guy. So, ball is here. Come, high post, high low game. Stand. Ne može pas da dajete, jebi. Mite, slušaj vamo se. Oni ima slobodni, posle slobodni se u zona. Slušaj vamo. Ti ideš na petka, u play 5. Mićo, Osin, Mige, Mićo pretrči, Mićo tuka i ovaj posle puši vadi. Jasno? Ajde! Ја гледаме трибината на салата 26. април во Гевгелија, како одминува на преворот, речиси исполнета до последно место, а собира нешто повеќе од 3000 гледачи. Ги видовме и фантомите на ивачката група на екипата на Кожув. Над преворот пак е на две слободни пролања за Ноа Далман. Погодува во првиот обид. 10-ти кош за американскиот интернационалец, 24 годишен, 200 см, 9 поена, просекот и 9 скока на претходните мечеви. Сега е на 11 коша Далман. Повторно плюс 9 за Балкан, како што беше и на крајот на првото полувреме. Последна минута од третиот период. Не успева Филиповиќ за тројка. Дуфо привира и треба да има долга акција, нема потреба од брзање. Иако ќе останат уште 5-6 секунди за екипата на Балкан во овој дел од надпреварот. Мираковски. Па за тројка погодува Пековиќ. Недостасуваат неговите поени. 5-8 тројка. Уште 5 секунди до крајот на третината. Далман под кошот. 13 поен за Ноа Далман. 69-61 е предноста за противникот по 30 минути игра во Гевгелија. Плюс 8 може да биде добар резултат ако се земе предвид дека во оваа трета четвртина екипата на Балкан дојде до позитива од 17 коша, 55-38 во 12-та минута. Потоа Кожув намали на 4 разлика, 56-60 беше на семафорот во 27-та минута од надпреварот. Од тој аспект велам, со овие минус 8, Кожув останува во игра да ја брка третата победа во балканската конкуренција во оваа сезона, но сепак на тимот му е потребна серија како во оној период кога беше 15-3 за 5 минути, кога практично Кожув дојде и во позиција или се закани дури и комплетно да ја елиминира предноста на ривалот од Ботевград. Две тројки даде Дуфо, една Филиповиќ во тој фуриозен налет на Кожув, кога постигна 15 поени, прими 3 и ја анулираше највисоката разлика на противникот, сведувајќи ја на мали, скромни, достижни 4 поена, но потоа повторно западна во период на нешто послабо шутерско издание, на нешто послаба игра, коинцидираше тоа со однова манифестација на поразност, на ранливост во одбраната, а и покрај тоа што очигледно на Балкан не му одеше најдобро во третиот период, сепак разликата е на страна на бугарскиот противник. Еве на отворањето на завршниот период од надпреварот. Мираковски, соло акција, вади надвор за Филиповиќ, чут за тројка, нема, меѓутоа офанзивен скок на Пековиќ. Нов напад. Добро е, почнува да функционира и скокот во противничкиот рекет по неискористен напад. Пековиќ. Штериов очекуваше додавање во рекетот, па сега Филиповиќ заглави од невозможна позиција. Во второ бит му испадна топката и ја освојува Маринов во контра. Мартин Маринов и на крајот Куцон појде на забивање, а Дуфо беше решителен во намерата да не му дозволи да поентира лична грешка за Штериов. Не за Штериов, туку за Дуфо. Еве го моментот кога рискантно се крена во обид да блокира американецот и не дозволи да прими кош. Трет прекршок за Остин Дуфо.
Неговиот сонародник од противната страна, Рој Кнутсон, го погодува првиот кош на денешниот натпревар. Нема втор. Не ги изгодуваат најдобро слободните фрлања бугарите, но тоа му одговара на тимот на Кожув. Дијаковски, Филиповиќ, излезе на него Лилов. Филиповиќ, залеку беше овој пат Лилов, соло акција на Филиповиќ, убави поени. 7, сите ги даде во вториот дел. 70-63, брза транзиција на противникот. Мартин Маринов и тројка на Мартин Маринов, на најискусниот од тројцата Маринови во противничкиот тим. Не се во никакво крвно сродство никој со никого. Дуфо плюс 10 за Балкан. Мираковски на влез, одлична пенетрација, скок, фол и кош Штериов. Први поени за Александар Штериов. 206 см високиот центар на Кожув, 27 години. Добива минутажа сега затоа што Божовиќ има 4 прекршоци. Ја прибра оваа топка. 5 скока повеќе во пресред на решавачкиот период имаше составот на Балкан. Сега плюс 4. Ова се потези што ја креваат публиката, што едноставно придонесуваат да порасне адреналинот максимално и кај кошаркарите на паркетот, без оглед на промашувањето од пено позиција. Но еве го Маринов на влез, Станимир Маринов. 9 поен. Повторно 10 разлика. Мираковски. И натаму зона на екипата на Балкан. Обид за тројка. Непрецизен Дуфо. Лична грешка на Лилов. Ова е втор фаул за екипата на Балкан во последната четвртина. За 11-ката. Миковиќ одлично за Штериов. Удвоен лична грешка со елементи на неспортска, фаул на Лилов. Се уште не е во бонус гостинскиот тим. Ова е четврта тимска лична грешка во последниот период од надпреварот. Кожув направи само 2 фаула во овие 3,5 минути од завршната четвртина. 2 слободни ќе изгледа дека без Божовиќ на паркетот се е поинаку. Ќе стисне зами, 4 лични грешки има претходно, оди надвор Штериов. 5,5 минути до крајот во кој ќе ризикува со стартниот центар. Влезе и Караджовски на местото на Филиповиќ, тоа е пак вообичаена ротација. Не затоа што Филиповиќ влезе во фаза на грешки, но освои Кожув топка. И еве време да дојдеме повторно на 7 или евентуално на 6 разлика. Божовиќ против Седмак. Божовиќ. Повратна за Пековиќ. Еве го Дуфо, одлична циркулација, шанса и тројка Мијајловиќ. Скок шут, погодува и 6 поени предност за Балкан. Има доволно време, 4:50, Павел Маринов со забивање остана сам. Доволно е скочен, иако има 199 сантиметри. 14 поен за Павел Маринов, за првиот стрелец на Балкан. Плюс 8, уште еднаш за тројка. Пековиќ сега не успева да погоди. И на влез Станимир Маринов, па Седмак не успева тој да реализира. Бараше фаул, не добива, иако може би имаше контакт, рака настрад себе го Мијајловиќ. Шут на Мијајловиќ, погодува. 5 коша во серија, 12 поен Мијајловиќ, 81-75. 4 минути до крајот на мечот. Сега треба да се одбрани напад, за може би да се дојде во ситуација да се достигне противничката разлика со една акција, но тројка погодува Станимир Маринов. Мирна е неговата рака, 15 поен, 10-та тројка за Балкан, 10 има и Кожув. Бара тајмаут Маријан Србиновски затоа што противникот води со 9 разлика на 3 минути и 52 секунди до крајот на надпреварот.
Znači, ako ima situacija za petka. Okay? After 5, we go with 2. In defense. But don't forget, in the corner, go in the middle, this side help. I ovaj ne znamo da se spušta ovdje. I rotirajte, vtora treba rotacija neka ima. 4 minuti ima odigrani, nemoj da brzam. Napad ako je 3. Napad ako je 3, igra me. 4. Vrtite i gledajte Božo ovdje sam. Watch here. Osim, when you take ball here, low post. Watch Božo, low post. Moramo branimo, ajde, alo! Ги слушнаме словитите на Маријан Србиновски. Се помалку време, не за пресврт, но во надпреварот ова е фаза кога Кожу веќе се чини дека нема право на грешка, затоа што Кожу, односно Балкан покажа дека има доволен квалитет да задржи на ваква висока разлика. Одлична акција, воени на Дуфо. 17 кош за американецот, 84-77. Напаѓа Балкан. Павел Маринов. Кнутсон, откако во криза западна седмак, нема забивање, очекуваше фаул Маринов, дозволува суди да играта да продолжи. Караджорски. Мијајловиќ. Караджорски поаѓа на влез, од табла, треба офанзивен скок. Божовиќ беше на дофат на топката, меѓутоа не успеа да ја прибере и со другата рака. И сега нов обид за тројка, но грешка на Мартин Маринов. Примира Дуфо. Последни 3 минути од надпреварот. Пековиќ. Ова грешка на Дуфо. И потоа мораше вака да ја прекинува акцијата во која тргна Далман. Во момент кога не смееше да се дозволи едно вакво рискантно проигрување, топката да заврши во рацете, жива буквално кај Далман. Наменета беше за Божовиќ. Два нереализирани напада на Кожу во ситуација кога противникот има позитива од 7 коша. Тоа е навистина тешко надоместливо, но ништо не е готово. Се уште еден обид на Павел Маринов. Не погодува. Сега Мијајловиќ во контра. Ќе оди сам до крај, погодува Мијајловиќ. 14 поен. И сега тајмаут бара Александар Тодоров, затоа што неговата екипа не успеа да погоди 3 акции поред плюс 5 за нашиот одбор. Односно за Балкан. What's that? Panicking. Pass immediately, pass outside, pass inside. Their bonus. Their bonus. Hey, Pavel, calm down. Listen, again, Станимир, Лилов, Ноа, Седмак и Павел. Ей, Седмаче, Лилов блок, доди sa ove strane. Sa ove strane. Станимир, tu, Lilov come off the screen. Okay, we need to score one basket. We need to make one stop. One stop. Јасно е дека Тодоров сака поени, да биде на дистанца што повеќе, притисокот за ривалот тогаш ќе биде поголем. Да видиме сега дали ќе успее блокот по кој Лилов ќе треба да завршува. Плюс 5 за Балкан, 2 минути и 17 секунди до крајот на надпреварот. Станимир Маринов за Седмак се извлече на тројка, но не може да погоди во оваа клучна фаза од надпреварот, а потоа една и од ретките грешки на Ноа Далман. Најпожртвуваниот поединец во тимот на Балкан. Може би не беа доволно ценети неговите квалитети додека ги бранеше боите на НЦТ Скопје аеродром со 2 наврата. Тој и во финишот на ланското првенство Пипан го врати од Бугарија и во домашниот шампионат му помогна на НЗТ до втората последовна шампионска титула. Завршни 2 минути од надпреварот. Кожув напаѓа на 5 негатива. Караджовски шут за 3, кратко во обрачот, немаше сила, не беше и најдобро поставен Божовиќ
да се обиде да оствари офанзивен скок. Еден од нападите кои што требаше да биде реализиран за Хичкоковска завршница на оваа средба. Сега повторно на помош мора одбраната. Павел Маринов, отворен шут и погодок на минута и пол до крајот за Павел Маринов и за плюс 7 за Балкан. Сега веќе ѓаволски тешка е задачата. Под притисок и на времето, и на секундите, и на високата предност на противникот Пековиќ. Мијајловиќ нема тројка, полека го губи овој надпревар Кожов, иако има уште да се игра. Кошарка е ова. Станимир Маринов. 65 секунди до крајот, плюс 7 за Балкан и напад кој што трае уште 7 секунди. Јасно дека ќе го троши времето Балкан. Седмак кружи добро топката, не успева да погоди тројка Станимир Маринов. Напред оди Пековиќ. Пие сега тој од неизградена позиција, но веќе мора да се форсира шут. Се е јасно. Балкан ќе забележи првата победа во Балканската лига во третиот настап, а Кожув првиот пораз. Штета затоа што ако можеше Кожув против Левски во Софија, се надевавме дека ќе успее и против Балкан во Гевгелија. Но еве оваа лига е изедначена, па и овие неколку резултати до сега во регионалното надпреварување го покажуваат токму тоа. 22 секунди до крајот, уште еден тайм-аут за Маријан Србиновски. 86-79 за екипата на Балкан. Кожо Кијан. Караджа. Игоре ти изведе лопта. Бек скрин фор Остин, цер скрин фор Мичо. Кожо, ако не може да даде пас, изаđи, прими лопту се Игоре, изиграј хенд оф, Игоре крене на кош. Ако дамо брзо кош, направите фаул. Оке, ако промашите, не правимо фаул. Ајде. Разликата не мора да биде најзначајна, но може и да решава во одредени ситуации на ист ефект на крајот на сезоната. Затоа идејата на Србиновски е да се реализира брзо, па да се направи фаул, евентуално потоа да се има уште една акција, или обратно да не се фаулира ако нема брз кош. Мијајловиќ, додавање за Божовиќ, и сега очекуваше контакт од противникот во ваква ситуација, некогаш знае да се сгреши, а бугарите ќе се обидат да направат разликата поголема. Ова е двојка на Павел Маринов, 18 поен, 88-79. Сега Мијајловиќ брза, уште 3 секунди. Караджовски шут за тројка, не успева да намали. На крајот 9 разлика за екипата на Балкан. 88-79. Прв пораз на екипата на Кожув во надпреварите од Балканската лига во оваа сезона. На крајот разликата, колку што изнесуваше и на полувреме. 9 поени, успеа во второто полувреме во третата четвртина Кожув да се приближи на 4 поени негатива, откако претходно противникот побегна дури на 17. Немаше сили за да го доведе надпреварот во баланс, дури и во период кога Балкан подоцна, влезе во криза, очајнички настојуваше Кожув да ја врати неизвестноста на надпреварот и во последниот период. Меѓутоа, најмногу што успеа да се приближи е до 5 разлика, 79-84 на 2 минути до крајот, и од тогаш не постигна ниту еден, прими уште 4 поени, пошто го доживува првиот пораз во третиот настап од годинашната сезона во Библ. По триумфот над Печ дома и по гостинскиот успех над Левски, еве го запишува составот на Маријан Србиновски, првиот неуспех во надпреварот против Балкан, екипата на Александар Тодоров, која што ја остварува првата победа во годинашната Библ лига. Математички уште да забележиме дека во редовите на Кожув
со 17 поени. Прво име беше американецот Дуфо, толку постигна и Божовиќ, 14 уфрли Михајловиќ, на 7 остана Филиповиќ, на по 5 Гоцевски и Караджовски, додека во редовите на Балкан 21 погодок на Лилов, 18 на Павел Маринов, 15 на Станимир Маринов, 14 на Седмак и 13 на Далман. Повеќе расположени поединци имаше тимот на Балкан и на крајот триумфираше победнички, ја напушта спортската сала 26 април во Гевеле. Почитувани гледачи, овде го завршуваме директниот пренос од надпред од кошаркарската Библ лига. Многу уште преноси од овој спорт во годинашната сезона на програмите на македонската телевизија. Гледайте МТ. Поздрав!